Може да почнем да финансирање на проекти град Ковер. Чија сакаме да презентираме и согласно програмите за развој на подрачја со специфични фаза се оценува квалификацијата и до третата фаза се оценува оценувањето на квалитетот на проектите, 50,10% или 27%. Благодарам, Бојан. Почитуван министер за локална самоуправа, господин Сухељ, почитувани медиуми присутни, што туку заврши 20-та седница на Советот за рамномерен регионален развој во Република Македонија, кој што јас го преседавам, а на кој што присуствуваат сите скоро министри од економските ресори и градоначалниците кои што се председатели на планските региони во Република Македонија. Сакам да ја информирам јавноста дека оваа година владата на Република Македонија определи 57% повеќе средства во споредба со минатата година или било која година претходно за рамномерен регионален развој, односно 279,3 милиона денари во буџетот на Република Македонија и тоа ги распредели 70% во планските региони, при што за овие проекти одлучуваа планските региони во Република Македонија кои се на број 8, односно 195,5 милиона денара и тука се поддржани 27 проекти. Понатаму 20% од вкупните средства се издвоени за специфични проекти, односно потреби за граѓаните на Република Македонија кои што не може да бидат финансирани на друг начин, а се битни и значајни за рамномерниот регионален развој во Република Македонија. Тука се поделени 56 милиона денара, односно се поддржани 46 проекти и тука внимававме да тоа биде повеќе према рурални средини, средини кои што немаат други извори на средства и за обезбедување пред се на техничка документација за проекти со кои што тие ќе можат понатаму да аплицираат во други грантови, шеми или буџетски средства за изработка на тие проекти. И понатаму имаме 32 проекти поддржани во делот на развојна сила, каде што се детерминирани 10% од вкупните средства, односно 28 милиони денари. Практично сакам да изјавам дека ова е само еден дел од средствата во Република Македонија на кои што ќе се внимава да бидат потрошени за рамномерен регионален развој. Главните средства кои што се за развојот во државата се во капиталните инвестиции. И многу е поважно оние 400 милиона денара кои што се во буџетот на Република Македонија да бидат рамномерно распределени низ целата држава, да не бидат трошени само во одредени центри као што било, да речеме, една пракса у минатото во Република Македонија, да главните пари бидат потрошени во големите градови. Зошто? Заради тоа што ние на тој начин ќе направиме не да имаме држава во која што сите граѓани ќе живеат во исти услови, него ќе имаме неколку големи града и ништо повеќе. Мислам дека таквата тенденција треба да престане и треба да детерминираме колку што е можно повеќе средства во општините кои што се слабо развиени и тоа ќе го направиме на два начина. Прво ќе го направиме со распределбата на 400 милиони евра од капиталните инвестиции во Република Македонија да бидат рамномерно распределени, односно да бидат повеќе распределени во неразвиените подрачја. За таа цел имаме и проект со Министерството за локална самоуправа и во соработка со швајцарската влада, за која што јас ја користам оваа прилика да им се заблагодарам, а тоа е да изработиме софтвер со кој што ќе мапираме точно како тие 400 милиона евра ќе бидат потрошени на територијата на цела Република Македонија. Да не бидат потрошени за споменици, фонтани во Скопје или во Битола или во поголемите градови, него да бидат потрошени за патишта, канализации, водоводи, квалитет на живот на граѓаните во цела Република Македонија. Вториот начин на кој што ќе го подобриме рамномерниот регионален развој е аплицирањето во ИПА фондовите, тоа се предпристапните фондови за влез во Европската Унија, при што сега во теке подготовката, односно програмирањето на трошењето на тие средства кои што ги издвојуваат даночните плаќачи на граѓаните на Европска Унија за периодот од 19 до 23 година.
Сега, практично во делот на зголемување на конкурентноста, подготвуваме проект во кој што ќе се поддржуваат мали и средни предпријатија исклучиво во неразвиените подрачја, согласно методологијата која што ја имаме во државата за оценка на степеност на развиеноста на подрачјата. Значи, со други зборови, со сите сили и преку оваа програма која што денеска ја распределивме, и преку буџетот на Република Македонија каде што има 400 милиона евра за капитални инвестиции и преку средствата за кои што ќе аплицираме во ИПА фондовите, максимално внимание ќе биде посветено на рамномерниот регионален развој, односно да средствата бидат потрошени на територијата на целата држава, онака како што практично и мора да биде во секоја држава или како што мора да направи секоја одговорна влада која што треба да се грижи за сите граѓани во Република Македонија да имаат приближно исти услови за живење. Ви благодарам.